Дистрикт Цивил прес студио интервју на Зоран Иванов со Петар Богоевски. Петар Богоевски на Википедија нема ништо за него, барем не се уште, но тука е на Фейсбук. Еве што прочепкав на некоја неформална, веројатно, веб страница за него. Православен христијанин, етнички македонец, роден во Прилеп, дипломирал на философски и на правен факултет и магистрирал политички менеджмент пиар, специјалност по пиар и стратегии кампањи, ако добро сум разбрал, ако неќе ме коригира, во школата за пиар во Лондон, Англија. Ги има завршено политичките академии од првата до седмата на фундацијата Аденауер и е доктор по економски науки при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и докторант по политички науки при Софискиот Универзитет Свети Климент Охридски во Софија во 2019 година и основа Унијата на европски федералисти на Македонија и станува нејзин прв претседател. Таму стои уште и дека е решителен борец за човекови права и дека од раната младост се истакнува во борба против тоталитаризмот и криминалното поведение на владата на Социјалдемократскиот сојуз во 1995 година и активно учествува во тогашните средношколски антивладини протести. Член е и активист на ВМРО ДПМН во неговото Крушево, како и со многу партиски задолженија во партиската централа во Скопје, но во неуспешен обид за некои реформи во партијата ја напушта или е исклучен од ВМРО ДПМН и е основа партијата Македонски концепт, чиј е активен и председател е и денес. Работно е ангажиран, верувам, се уште во владата на Република Северна Македонија, во цивилниот дел на Министерството за одбрана ПАТЕМ. Нема тема што не ја интересира пошироката македонска јавност, а тој да не се огласи. Еве и овој факт е повод за ова интервју во овој Дистрикт. Петар Богоевски, добре дојдете во Дистрикт на Цивил прес студио. Благодарам на покана. Што погодив, а што погреши во најавата за Петар Богоевски? Па мислам дека ако копаме во длабокото минато, веројатно тоа е и причината што се уште не е отворен текстот за јавност на Википедија. Би сакал да малце таму истакнам моје семејно потекло од времето на борбата за македонска државност на моите предци, што мислам значајно да биде објавено за јавноста во оној момент кога ќе одлучам сериозно да му понудам на граѓаните. Петар Богоевски чувствува некаков комиски долг? Па не е само комиски, ја имам и предци кои беа и првоборци. Така да не е само комиски, имам и опоученици комити, имам и првоборци. Така да имам еден интересен спој кој мислам дека Третата револуција за Богоевски што ќе добро биде? Е, јавноста го знае. Третата политички револуција алатки или не, третата револуција треба да биде целосно нов систем, функционална држава каква што ја немаме, за жал. И него каде погрешивте во делот на како да кажам, реформите во ВМРО ДПМН, пошто така се најпознати за јавноста. Не дека не беа успешни, напротив беа исклучително успешни и ние успеавме во тоа време еден од најсилните представители на таа партија и најтврдокорен за да обстои на фотелјата господин Груевски да го детронизираме. А втората работа која погрешивте е околу напуштање или како да го кажам, разрешување или бркање од ВМРО ДПМН, тоа не е така. Напротив, јас се напуштив самостојно партијата, го замрзнав самостојно членството во партијата, го одложив на неодредено време, поради несогласување со раководството на партијата во врска со референдумот за името. Поточно за референдумот за Преспанскиот договор. Борец, таму стои, веројатно е ваш текст на Фейсбук за човекови права, но таа година што ја спомнав, 95-та, 6-та, протестите против човек за 97-ма
средношколски Тие тешки времиња. Не, вака, сакам друго да ве прашам. Таму се именувате како борец за човекови права, а тие протести беа против правата на човеците, нели, на некои луѓе. Па не се согласувам. групација. Обратно беа, тие протести протести беа граѓански и социјален бунт против криминалната влада на тогашниот премиер Црвенковски. Тогаш имавме една така наречена црвена аристократија, која продолжи да управува со општеството. Јас малку паметам. И македонски граѓани кои се бореа против црвената аристократија. Да подсетиме за гледачи. Тие протести беа против донесување на законот за албански јазик во педагошкиот и така натаму. Тие протести беа против квоти во високото образование, кои се и денес проблем. Тие протести, ако ги послушаше тогашната влада, и ако оставевме во образованието само квалитет, а не воведевме квоти, ние ќе имавме денес многу поквалитетно образование. Ке немаше универзитет на албански јазик, не е проблем за универзитетот. На албански јазик. Не, обратно. Обратно ќе имаше многу поквалитетно образование на албански јазик. За разлика од денес, кога сите ние Чекай се, сака да ми каже дека и тоа македонци и беа албанци за квалитетно образование и грижа за албанците за нивно квалитетно образование или беше против отворање на факултети на албански јазик? Буквално против Или настава на педагошка суспендирање на системот на квалитет во образованието, а воспоставување на систем на квантитет или квоти во образованието. Денеска се гледа резултатот после толку години, ние бевме во право, бидејќи образованието сега е уништено во целост. Токму ради тие квоти во образованието. Не очекувам да се согласуваме, но мое да прашувам, вие ќе одговарате. Ајде да го оставиме сега минатото, ова со Украина, со руската агресија, каде го гледате епилогот? Ке трае уште долго или? Видите, јас многу сум фрапиран од емотивноста и жештината со која настапи македонската јавност во врска со украинското прашање. Односно, буквално агресијата или окупацијата, руската окупација врз Украина. Мислам дека сите големи сили имаат свој интерес во Украина. Се надевам дека западните сили, обединети околу НАТО пактот, ќе истакнат интерес за побрзо завршување на војната во Украина. И тука на некој начин тоа веројатно ќе биде издувниот вентил или на чајникот, тој издувен вентил за која спишував на социјалните мрежи и го цитирав Кисинџер како еден од главните умови на како да кажам, студената војна на дипломатијата на САД, кој вика дека, вака да го симплифицирам во целост, вика дека во сите преговори мора да му оставиш на другата страна излезно решение. Достоинствено излезно решение. Богоевски го гледате излезното решение? Па веројатно и кога би се случило? Па веројатно биде тоа некој долг замрзнат конфликт? Долго ќе може биде руската армија на дел од територијата на Украина? Во овој момент се покажува дека конфликтот ќе трае со години. Фронтовски и на секој друг начин. Ќе трае со години, меѓутоа има излезно решение тоа да не биде така. Мислам дека излезното решение му е сега, ако на Путин му се понуди да се замине од Украина. Мислам дека он се прецени, како што брзо одлучи да влези, сега мислам дека моли Бога да излезе од таму. И во таква една ситуација, ако западниот свет, наводно си кажано. Но за да излезе од таму треба нешто во джеб да понесе, нели? Значи тој осем стоката што ја крадат руските војници и играчки за деца сега има по руските канали на Телеграм снимки како руската војска крадела и детски играчки во буквално смисла на зборот. И продава стока од фармерите украински на пазарите диви во Белорусија. Освен тоа, треба да понеси чест и гордост. Русите се познати по таа нивна, нели, нешто во джеб да понесе Путин, замислена величина. Мислам на територија. Да не се правиме наивни. Каде го гледа Петар Богоевски како аналитичар? Не сум аналитичар, сум политичар и како политичар, што гледате? Кога ја би одлучувал квалификуван граѓанин на ова, каде е конфликтот, каде може да се спасат украинските граѓани од ова што им се случува? Кога јас би одлучувал во име на западниот свет, би му понудил брзо повлекување, но достоинствено од Украина. Тоа прашам, што е тоа да биде затварање на конфликтот на начин да
русите добијат некаков тип на културна автономија во рамки на Украинската република, на суверена Украина, бидејќи они де факто, иако се толку блиски по култура, по наследство историско, род и така натака, они сепак Балкански синдром тлее таму. Они сепак негуваат различна култура, украинска, која е исклучително прозападна, и руска, која е исклучително проазијатска, така се наречам во наводници, и мислам дека таа културна автономија на русите во Украина би било едно достоинствено решение за Путин да се ставне час поскоро таму. Да се ќе видиме времето што ќе покаже веројатно брзо, да можно е конфликтот да Но трае. пак ќе апелирам на Кисинџер. Клучен е во моментот. Да се вратиме на македонска политичка сцена. Што мисли Богоевски за власта и за опозицијата? Хајде да почнеме со опозицијата. Ме интересира вашиот поглед на коалицијата опозицијска на ВМРО-ДПМНЕ со алијансата со БЕСА. Имаме Ќе функционира ли тоа? Имаме се уште идеолошки недефинирани партии. За жал после 30 години. И работите ги гледаме некако по инерција, навивачки, како цунами фаќаат тие бранови наменување на владите, но суштински. Она кој е проблем и кој ни прави цело време проблем, тоа е системот. Зборувам за целокупниот државен систем, било политички, било економски, било правниот систем, судскиот систем, и сите подсистеми. Може ли малку подиректно? Прашањето беше што мисли за опозицијата? Она што е во моментов како дефинирана опозиција, таа е секако лидерувана или предводена од ВМРО-ДПМНЕ. И таа опозиција од почетокот до денес се води за десничарска опозиција и десничарски определена, и така е интегрирана во рамки на европскиот политички систем, во ИПП и други сродни такви организации меѓународни. БЕСА и Алијанса исто така се обидуваат да се пакетираат во таа област. Значи партии кои сакаат да бидат десничарски определени, и на некој начин на ВМРО-ДПМНЕ и на опозицијата и беше многу силно потребно да изгради капацитет да направи било каков диалог со албанците. Во наводници кажано или во наводници кажано албанскиот спектар политичките... Ќе тоа или ќе се сопнат сепак на некоја тема? Па сега го гледам, Мицкоски е доста внимателен во тој поглед, не сакајќи да предизвика никакво сопнување. За разлика од него, неговите коалициони партнери, особено господин Села, од последниве неколку изјави, мислам дека не води многу грижа за коалицијата. На мене ми се познати причините за тоа, но не би сакал да ги споделувам со јавноста. Али јас се разочарав премногу од изјавата дека ако продолжат вака, албанците ќе го изгубат правото на користење на знаме во Кичево. Ја тоа го оценувам како етношовинизам. Ја многу почитувам национализам, али не прифаќам етношовинизам. Ние мораме да изградиме граѓански систем во земјата. И мораме да ги почитуваме символите и идолите, хероите на сите наши соседи. За да ги почитуваме символите Богоевски, треба сите граѓани да ги чувствуваат како свои символи. Како свои, така. Проблем ли се денеска Меѓутоа, по политичките лидерства, со еден таков тип на изјави, дека албанците се во опасност да изгубат било што од овој начин на кој паднале по 20% во популацијата на овој попис, мислам дека е многу погрешна стратегија. Прашањето ми беше, ВМРО-ДПМНЕ утре... Опозиционата коалиција од албанскиот блок, мислам дека е поневнимателна за обстојување на таа коалиција визави она што е македонски блок. Конкретно ве прашувам, може ли таа во услови на власт ВМРО-ДПМНЕ да издржи со овие два албански партиски субјекти? Мислам дека дека дивергентни ставови вие сега зборувате. Мислам дека или ќе сменат однесувањето и риториката кога е буџетот тука пред очи. Мислам дека состојбата е толку проблематична во земјата, што ако се случат денес парламентарни избори, опозицијата ќе има толку силна валоризација и број на претенднички места да може да издржи било какво владино управување со било кој коалиционен партнер, вклучувајќи го и ДУИ. Ја никогаш не го запоставувам ДУИ, не го гледам како опција која не би влегла во игра да влезе во повторно влада со ВМРО-ДПМНЕ. Така, за СДСМ и за ова коалиција... Битен е системот. Ке издржи ли или прогнозира, тако добро ве разбирам, предвремени
избори сепак. Не, јас посакувам предвремени избори. Јас барам предвремени избори и би направил се да дојдеме до тие предвремени избори. Пат на владата на СДСМ и ДУИ, пат на хибридниот режим кој е воспоставен во земјава, пат на Во што е хибридноста? Каде е состојбата во која хибридноста? државата пропаѓа економски, социјално, безбедносно, особено државата остана без систем за здравство и систем за образование. Во што темелите дека една хибриден нова режим. власт ова ќе го санира ваквата состојба? Врз основа на понудата која подготвуваме ние како опозициона структура да ја дадеме на изборите и ветувања дека ќе бидеме поквалитетни. Како ВМРО или како македонски концепт? Зборувам за македонски концепт, сега како понуда. ВМРО има друга понуда, веројатно своја понуда, тоа викнете го тука Мицковски нека каже. Али во што гледам хибридност во режимот на СДСМ? Сите се согласивме на времето дека Груевски беше исклучително тоталитарен управувач во повеќе сегменти во државата. Мислам дека СДСМ и оваа влада го надмина многократно во тој поглед, особено во злоставување на моќта на институциите и на власта на тие институции. И во СДСМ веќе е воведен формално, воведе ја веќе и вербален деликт. Нек ни почина професорот Маријановиќ, човекот и дисидентот кој го симна тој вербален деликт од комунизмот. За жал, во моментите кога он го напушти овој свет, во Македонија имаме ситуација каде што вербалниот деликт е вратен повторно назад. Добро, знаете дека е повлечено тоа. Мислам да не го злоупотребува и камерата и микрофонот. Не е повлечено тоа. Јас имам личен пример за мене. Знаете дека е повлечено тоа? Не, ништо не е повлечено. Напротив, тоа е мултиплицирано во институциите. Сега во моментов СДСМ воспоставува партиски судови во институциите, во министерствата, во директоратите, во агенциите. Ќе дојдеме и до тоа, до вашето работно место. Каде што предизвикува целосно нарушување на правата, слободите и можноста да државните службеници, но не само државните службеници, и општо граѓаните бидат слободни да го искачат својот револт од одредени политики кон владата. Спомнавте македонски концепт. За тоа се боревме. И така е натаму Петар Богоевски, но македонски концепт го нема никаде во јавноста. Што знаат граѓаните за него? Пледирате на избори да се случат утре и предвремени, на кои ќе учествувате како номинатите. Да, има нешто. Прогнозите се дека ќе ве нема на анкетите, едноставно. Така е, да. А вака многу оптимистички настапувате. Јас затоа прашав дали Важноста е клучното што е за мене. Македонски концепт дали прераснува или не прераснува во политичка партија. Тоа е клучно за мене. А од што зависи тоа? Дали таа партија ќе биде поинаква од другите, поинаку и систематски организирана и систематизирана, не султан партија, тоа мене многу битно, бидејќи јас имав главен студир со Груевски токму ради султанството во партијата. Вториот елемент е како таа партија ќе се изгради и кој ќе ја подкрепи да се изгради, финансиски и човечки, со човечки ресурси. Многу лесно е Вие треба да ги имате одговорите на тие прашања. Да, сега ги одговорам, сега ви поставив таму одговор. Значи, за мене многу лесно ќе биде таа партија да прерасне уште денес во партија, да се договорам со една од големите партии, таа да ја подкрепат и финансиски и човечки, да собериме 1000 подписи и имаме партија. И што имаме? Имаме како сите други партии, измеќари. Не е тоа суштината. Ја многу ја сакам уникатноста. И како човек, и како граѓанин, и како политички активист, и би сакал, ако направам таква политичка партија, таа биде уникатна на политичката сцена. Еве, таа е уникатна. Таа уникатност треба да понуди. Но е анонимна. Тоа констатирам јас. Во овој момент, имаме многу сериозна блокада од медиумите. Бидејќи ние не сме кохабитирачки ни со опозицијата, ни со власта. Меѓу желбите на Петар Богоевски нова е тема. И реалноста можноста, да. Е многу клучна. Е многу голем јазот. Али јас моите желби ги прилагувам на можноста. Во овој момент ние имаме можност да прераснеме партија веднаш во партија. Меѓутоа се уште не чувствувам. Не ја најдов формулата. Како таа пред да биде објавена, на граѓаните ќе им биде доловена дека е уникатна и поинаква од сите оние партии кои произлегува од другите големи партии. Ова партија не произлегува од ВМРО ДПМН.
Оваа партија не сакам да произлезе од СДСМ. Добро, но председателот на партијата произлезе од ВМРО-ДПМН и тоа не може да се смени. Тој имидж ќе остане за секој. Ќе остане за долго, веројатно. И тоа е голем проблем. И македонски концепт е десна партија, ако можам да заклучам. Умерена десница која го профилира или го промовира фискалниот умерено лево, умерено десно. Фискалниот конзервативизам е во сршта на таа партија. Се подготвува доктрината во овој момент. Ние ја викаме платформа, не сме толку со воинствен речник како другите партии, немаме комитети, немаме востанички чети. Имаме мрежа барем. Имаме тимови, регионални тимови, имаме 12 регионални тимови низ Македонија. За жал се подготвувавме за една изборна единица. За македонски концепт, затоа што велите утре да има избори, нели ќе падне во власт, ќе дојде друга власт. Каде сте вие во таа друга власт? И како Петар Бугаевски и како партија ќе кажат граѓаните. Но јас тоа велам, тоа ќе кажат за граѓаните. Гласачите малтане, простете на израз, поима нема за дека постои концепт, дека постои. Така. Вие велите затворени се медиумите. Јас мислам ве гледам по разни медиуми, активни сте на секоја тема на социјални медии. Не, видете, мислам дека не сме толку анонимни во смисла да не познават граѓаните. Мислам дека се уште го ја влечеме опашката на погрешно познавање на граѓаните од кампањата која ја правеше режимот на Груевски лично против мене како човек и моето поведение. И моето потекло. Но тој конфликт ве испали во политичката јавност, не? Се согласувам. И јас ги носам и добрите и лошите страни од тоа. Веројатно денес со вас го правам овој интервју, токму поради тој конфликт тогаш. Така ми запознавте веројатно и вие мене. Во таа борба. Не е тоа поводот. Во меѓувреме тогаш наваму вие се случија низ работи, да. Така. И вие активно учествувате во тие низ работи. Има едно кое мене многу ме разочара. И морам тоа да го кажам кај вас, бидејќи на овој медиум, на Цивил медија сме презентирале едно такво истражување. Што многу ме разочара? Доколку се користиме со една исклучително европска кампања, факторизацијата во македонската јавност и на избори е многу ниска. Доколку се користиме со една воинствена риторика, воинствена кампања, не прави националистичка и вулгаристичка, вулгарна, во буквална смисла на зборот, во секаква смисла вулгарна, имаме огромна факторизација. И тука тоа е за мене лично како личност поразително. Многу поразително. Кој го негува таквиот дискурс, таквиот амбиент? Големите политички партии тоа им одговара? Тоа веќе ни стана дел од политичкото поведение. Јас се сеќавам на 90-те години. Ние имавме поголема толеранција меѓу себе тогаш, помеѓу тогашното УМС и СДММ, меѓу тогашниот СДСМ и ВМРО-ДПМН, отколку што има денес. Не, немојте. Тогаш на митинзи се сечеа ногти на орли, не знам се. Срби на врби, така натаму. Не, тоа го сечеа политичарите. Имено. Јас зборувам за чувствата кај граѓаните. Тогаш граѓаните не беа толку поделени. На слави. Добро, и сега од овој аспект сега имаме проблем да се поканиме на именден. Луѓе од две различни партии. Кажете ми на која карта сега вие ќе играте на наредните избори? Кој е тој главниот дизајн? Како да ја разберат граѓаните вашата филозофија, гласачите? Поготоа гласачите од другите етникуми. Тука одлуката е донесена. Што значи македонски концепт? Тоа е концепт за македонците? Не. Македонски концепт е концепт за поинаков систем во Македонија. Не верувам дека ви веруваат другите заедници. Ако да не ми веруваат, не е проблем. Ако тоа не успеете да го објасните. Така, се обидов претходните избори се обидов да објаснам, тоа многу тешко поминува, но за да ми поверуваат треба дела. Не треба само зборови. Видете, кај нас имаме еден проблем, луѓето веруваат на некои политичари кои се од големите партии исфрлени, но многу тешко веруваат на луѓе кои се обидуваат нешто уникатно да произнесат. Што е уникатноста? Прво сакаме да понудиме број 1, 90% од програмата од понудата, тоа е решението на економската криза и на економскиот систем во земјава. Тоа е фискалниот конзервативизам, како решение за Македонија во кој сме убедени дека ќе ја дигне Македонија од пепелта економски. Бугарски нема пари. И социјално. Има пари, ги крадат парите. Од 500 до 700 милиони политичарите крадат годишно од македонскиот буџет. Многу се краде од Македонија. Македонија да беше не знам што, се чудам воопшто ова земја како издржува и како обстојува. Има пари, нема менаџмент соодветен. Тие 10% кои остануваат
се делот на Има ли некоја на пријава од вас за политичкиот тие дел од тие пари што се крадат, сознанија да се пријави обвинителство, не знам, па полиција? 100 пати. Како се крадат парите? Тие на маса седат, па си става секој во джепот. Јас сум најпознат. Не, некако многу лесно велиме се краде. Да. Јас сум Има опозиција, нели? Еве, вие сте опозиција. Еве сега ќе ви кажам. Значи јас сум еден од најотворените кои кажа отворено за финансиски афери на низа од претходните влади. Особено од времето на груевизмот. Јас сум одбил највисоки државни функции. Сум напуштил работно место од началник во царина, одбивајќи да бидам дел од системот на корупција. Сега ќе имавте богата партија. Така е. Јас сум напуштил понуда од највисок тип за да подпишам анекс договор од неколку милиони евра кој збогатија на друга партија. Налетав на Само да кажам ово, ме прашавте, сакам да одговорам за ова, многу ме е кучно. Граѓаните ме перцепираат како некој си кој карел милиони од ВМРО и го исплука Груевски. Тоа е смешно. Да се разбериме. Јас со Груевски имавме многу чисти односи кога беше тој премиер. Он нудеше, јас одбивав. Јас заминав од можноста. Застанете малку. Како тој нудеше, јас одбивав. Како се нуди? Еве сега ќе ви кажам како се пари. Не, тоа просто се нуди. Функции. Вие имате можност да действувате на еден процес на доделување на договор по јавна набавка, во кој ќе се доделат неколку милиони евра од буџетот на републиката. Ако вие имате желба тоа да го подпишете како учесник во процесот, вие добивате понуда за многу повисока позиција. Кога велите многу се краде, тоа се инструментите. Да, ги знам деталите како се краде. Пари и така. Тендери. После тоа кога ја напуштив царина, во едно друго Министерство за одбрана, јас сум единствениот човек кој пуштил кривична пријава против министер. Не кривична пријава, отворил истрага за криминал на министер, актуелен, во моментот бил министер. Би бил шеф на мене. А јас не сум се плашил ниту за работно место, ниту за себе. Во таков тоталитаризам да отворам истрага за криминално поведение на министерот и една банда. Добро, но еве главата ви е на која министерката Шекеринска. Зборувате за тоталитаризам. Една банда. А ништо не ви фали ни влакно од глава, нели? Сега ќе ви кажам колку ми фали. Дали сте се уште во Министерството за одбрана? Една банда која беше дистанцирана пред тие криминални дејанија во министерството, а министерката Шекеринска ја врати на чело на позициите во министерството. Така да немојте да ги гледате работите чисто ВМРО СДС. Криминалот нема партиска боја. Поведение на личноста е. Многу лесно се наоѓаат и се врзуваат. Доаѓа нов министер од ВМРО или од СДС, ако неговото лично поведение е криминогено. Да видите како тоа, како магнет, тоа на чуден начин се привлекуваат кадрите кои се со такво поведение. И обратно, ако е некој министер со чести намери и не влегува во такви аранжмани, многу едноставно во институциите профункционираат оние кадри кои често се го заработуваат лебот. Значи имаме проблем со системот. Ова ќе го препознае Петар Богоевски како се надевам. Како велат она политичко-партиска перспектива? Се ме прашавте за влакното на министерството. Уште сте во министерството? Во е момент не знам формално. Нешто се жалевте на социјалните мрежи дека не во момент ве формално, неформално не се знае се уште дали сум во министерството. Добро, што прекршивте некој кодекс на однесување, веројатно тоа сепак е институција, каде што подпишувате нешто, како јавно ќе се однесувате или? Не. Станува збор за чист партиски политички реваншизам и лична освета на дел од кадрите на СДСМ во министерството. Дека е конкурентна партија, што лидерот го казнуваат, нели? Апсолутно да. Може ли така да се извлече? Зошто ја ви кажам, бидејќи бев замолен, јас сам многу пријатели во СДСМ, многу се влијателни во СДСМ. Но не барам од нив ништо, нели нормално. Они ми се јавија да ми кажат дека е добро да престанам со влијание врз јавноста, со напади врз владата, бидејќи ми следуваат отказ во министерството. Дојдовме до тоа. Тоа ви се јави поединец или партијата вака во име на партија некој се јави? А вие како се ќе ви се јават од кол центарот на СДСМ, од централата, добар ден, ви се јавуваме од СДСМ и ве предупредуваме како без. Не ме разбира, некој ваш пријател од таму ви се јави или тоа е партиски став? Се јавуваат многу сериозни луѓе. Тоа вие направиле рейтинг, значи кои се и загрижени
за поведението на нивната партија, за кој верувам дека има демократски капацитет како луѓе. Не се сите во СДСМ како дел и како што во ВМРО не беа сите такви како со Груевски. Годи ли ова малку како жртва, како реклама? Тоа го покажа и ова. Тоа прашувам пред Петар Бугоевски. Вратене за мене поразително што е. Вратене вербалниот деликт. Јас сум осуден од партиски суд во министерство. Навреда, клевета. Тоа се закон за граѓанска одговорност, тоа се оди на граѓански суд. И таму на суд, јас и вие ќе се докажуваме колку сакаме. За било што. Но, партијата да формира партиска полиција во Министерство за одбрана, или партијата да формира партиски суд о партиски послужници во Министерството. Добро, да не карикирате за јавноста. Тоа не се вика така, веројатно се вика некоја работна комисија таму. И тоа да ви дадат, и тоа таква работна комисија создадена од кадри на СДСМ, да ви одлучуваат за вас дека сте направиле греф кон законите, тоа е враќање во, се сеќавам дека постарите генерации ми кажуваат дека во работните организации во комунизмот имало дисциплински работни тела кои дисциплинирале непослушници на комунистичката партија на Југославија. Значи во секоја организација и институција има некои норми на однесување. Веројатно има некои моите норми, јас имам највисоки норми на однесување. Само да довршам, има кодекси некакви. Ако сте го прекршиле кодексот, санкциите следуваат. Тоа и мене ми се случило. Ако прекршите кодексот лично, да ве прашам вас, вие го прекршивте кодексот на однесување кога се обидовте на Бугарија да ја кажете дека греши со низиното вито? За мене стигна 100 поплаки од Бугарија со барање да бидам казнет на работно место. Кажете ми, дали е тоа поведение окей македонската влада да поведи постапка против вас, бидејќи така бара Бугарија? Или било која друга земја во светот? Да ме прашам нешто. До кај ќе одиме ние со тоталитаризмов во земјава? Делење на граѓаните на пожелни и непожелни, господин Иванов? На Фейсбук, председател е на Македонски концепт за женски концепт. Тоа кај вас е исто. Тоа е женската организација, да. Женски концепт. Има и младенски концепт. Не сте виделе, тоа се неколку асоциации, тимови, кај нас е тимови. Имаме, жените се организирани во тим наречен женски концепт, како брейнне, а младите се во младински концепт. Сакавте да одите самостојно, ако добро бе разберам, на избори. Ова една изборна единица ќе биде или тешко ќе помине? Да? Јас не очекувам да биде, за жал. Мислам дека премногу калкулираат и малите партии кои за тоа жестоко се борат, а калкулираат. А големите мислам дека само блефираат. Така неколку клучни прашања, времево многу брзо ни поминува, да. Ова со Бугарија, негде налетав, рековте дека имате решение за 24 часа. Па се викам, немаме ни авиони, ни тенкови, не знам како ќе го решиме ние ова со Софија. Јас не сум како Путин. Кој ви е? И прашањата не ги решавам со авиони, со тенкови. Кој ви е концептот? Граѓанскиот концепт на Македонија. Не, како да го решиме ова со блокадата? Сега ќе ви го кажам. Во две реченици. Во две реченици. Убаво кажа нашите стари, секое лошо може да биде искористено за добро. Бугарската блокада ние можеме да ја искористиме за Македонија да направиме вистинска граѓанска држава. Она што беше пропуштено со Охридскиот договор, имало таква идеја. Имало таква желба, но била одбиена. Небитно од кого, не навлегувам, не судам, тоа е историја веќе. Но сега, во 21 век, во 2022 година, ние можеме со поддршка и на Бугарија, и на Европската унија, и на САД, ние да станеме вистински граѓанска држава, Македонија да стане држава на сите граѓани. Во една реченица. Ви кажав, Македонија е држава на сите граѓани. Значи, без разлика на нивно етничко. Да го промениме уставот. Тоа пледирате да тргнеме преамбулата, да ги смениме символите, да ги адаптираме на потребите на сите. Да смениме уставот. Така кажете, да ја промениме преамбулата. Да се изгради таа државност на база на Крушевскиот манифест, духот на Илинден, оне граѓански манифест. Тоа е тезата на Зоран Заев, едно општество за сите. Не, Зоран Заев е тезата на Југославија и распадот на Македонија. Едно општество на сите е антипод на граѓанска држава. Тоа е едно општество за партии. Зборувам за граѓанско општество, каде што нема да има квоти, нема албанци вработување во администрација зашто се албанци, туку зашто се квалитетни, нема роми вработување, запишување на факултет зашто се роми, туку зашто се квалитетни, нема македонци да бидат, не знам, се додека македонците немаат квота и не се нешто привилегирани, меѓутоа, еве кој да земам, не сакам да навредам ни една од етничките заедници во Македонија. Нема партиски вработување еве за македонците. Квоти, да нема квоти, да нема 20% за албанците,
граѓанските права на албанците да не зависат од 20%. Ето Богојовски. Туку секој граѓанин да има полни права. Убаво е ова, вака и веројатно еден ден Тоа е мојата, тоа е македонски концепт, господин Иванов. Верувам. И Тоа е дека македонски вие концепт. верувате дека Македонија и треба натаму да се движи. Да, но тоа е можно ли е тоа сега да И го се- поддржувам. нас- Го слушнав лидерот на ДУИ и мислам дека и беса нешто, само не прочитав, не успеав да прочитам, избега линкот, што побара како промена на устав. Ако они побараа промена на устав во оваа насока, во тргање на квотата 20% кон албанците, Бесе и Алијанса бара формулацијата делови на народ да не биде, туку да се биде името на народот и да се знае во уставот кому припаѓа таа двојазичност, чива е, не на некој тогаш не сме идентификувани заедно, 20%. тогаш не сме заедно со нив. Затоа велам, Мојата идеја е сосема реалистичка ви поинака. е, идејата е одлична, но таа е Но мојата борба е таа. Македонски концепт е тоа. мајка. Граѓанска држава на сите граѓани, без разлика на етничко, конфесиско и било каков друг идентитет или припадност. Ако тоа успееме да го направиме, сега со бугарскиот притисок, со бугарското вето, ние ќе нема да ставаме ниту бугари во устав, ниту ќе имаме проблем со Бугарија, ниту ќе имаме проблем со било кој наш сосед. Тоа Бугарија, Софија не го бара, таа бара историја. Не, Бугарија е заведена од Русија, јас зборувам со години, дека Бугарија за нос ја влечи Русија и некни премиерот Петков го призна. Тоа што јас го зборувам со Важна е години. оваа точка Вардарска долина. Русија ја влече Коридорот Бугарија за 8, нос, сега сум задоволен. Искрено да бидам задоволен сум. Почнувам за прв пат во животот да верувам на бугарски премиер, барем малку 1%, дека сепак бугарите ќе се опаметат и ќе почнат да имаат поинакво европско поведение кон македонците. Дуваат преку таа партија и други западни струи. Знам И се. таму е таа. Господин Иванов, ја знам целата позадина. Се не мора тоа да го трошиме минути, меѓутоа сакам да кажам дека добро е што Бугарија конечно призна дека била влечена за нос од Москва, од Кремљ, да прави вето кон Македонија. Сега е време да го искористиме бугарското вето, ние да не бидеме влечени за нос од Москва и од Русија. Каде се руските шпиони сега во Македонија? Сега ајде да отвориме другата кутија. Македонската кутија да распаковаме. Ве се јавувале по телефон. Кој од или Македонија, кажа кој од министерот. Македонија го поддржа, па една недела после мојот повик да се признаат руските шпиони Македонија, ме изненади и позитивно министерот Бујар, тоа го кажа, му давам поддршка, го храбрувам министерот да ги објави уште денес. А зашто да ги објавува? Нека направат акција како во Бугарија, мора бидат притворени. Тоа е безбедносен систем на земјата. Ние сме земја членка на НАТО. Ние не можеме да си дозволиме таква толеранција кон луѓе кои прават уништување и на стабилноста на земјата, а и на нашите приоритети како република. Нели, јас целосна поддршка давам во таа насока, да се тоа во детал отвори и сите кои го поддржуваа ветото бугарско во Македонија, Еден од ретките во опозиција кои тие работа за Кремљ. кој го поддржа излегувањето на референдум, но не и применувањето на уставното име на државата. Го преживеавте преспанскиот сега. Билегна Северна. Бидејќи 66.000 граѓани гласаа против на тој референдум, или 63 колку Не, беа? 30 и... Не. И пречкртано демонстративно гласање, оприка вкупната бројка беше чкртање и против, тие ги броите, па ама добро, они излегува на Може да гласање. ги броите и тие што не излегува на гласање, па ќе Не, биде повеќе. тоа на друго место ќе ги броите тие што не излегува на гласање. Јас сум многу фин математичар, имав од професорот по математика од СДСМ, директор на гимназијата и пратеник од СДСМ, имав петка. Така да сум многу добар математичар, точно знам што зборувам. Господин Иванов, за мене гласа многу помалце луѓе од тоа што бойкотираа за кампањата бойкот. Тоа беше одговорност моја да се ја прифатам одговорноста и да ја напуштам в позицијата во ВМРО ДПМН, бидејќи граѓаните дадоа поддршка на бойкот. Прекумерно отидовме со времето. Пописот, ваша последна омилена тема. Административен геноцид врз православните и врз македонците. Тоа не е попис, тоа е отпис. Намерно, систематски и организирано е спроведена акција македонците да паднеме, пошто сум македонец, под 60%, а православните да паднеме, пошто сум православен, под 50%. Целта е оваа земја да се дестабилизира. Се добро, ако ве разбирам, значи се залагате Да за нема една... да се прави фалсификат на пописот, Само момент. еве да скокнат македонците. Не, фалсификатот е направен. Се залагам да се сузбие фалсификатот кој го направи оваа власт. Каде го гледате фалсификатот? Фалсификатот во бројките? непопишување на 150.000 резидентни граѓани и убацени 50.000 други граѓани од диаспората во
резидентни. Мисли дека тоа не може да се провери. Може да се провери, како господин Иванов, може да се провери, повикувам да се провери. Повикувам и домашна, и меѓународна јавност, и премиерот Ковачевски, и лидерот Ахмети ги коментираа пред 2 дена на медиумите. Еве тие 50.000 македонци да се вратат. Што ќе се случи? Со општеството, со државата, со не, ова не е пазар. Аритметика е. околу верските Аритметика е, господин Иванов, аритметика е. Зборуваме за екзактна наука. Не ни треба пазари. Зошто? Ќе правиме ли економски ние проценки и планови за развој на Македонија врз база на погрешни податоци? Ќе правиме. Зашто правиме погрешни? Ајде да направиме Вие знаете подобро од вистински мене, попис. политичарот дека пописот се одржуваше во едни ненормални услови покрај короната. Се согласувам на, многу. на повик, на бойкот, на нашите Со- во дијаспората и со- така натаму и така со натаму. двете раце согласувам со вас. И сега, тогаш не бевме толку гласни, сега сите нели пописот Не е точно, нечи. господин Иванов, Но за може би 10 сте заборавиле. Само да кажам. Македонски концепт водеше кампања, попиши се, значи постоиш. И водевме кампања дека пописот е предавство. Затоа Петар на Богоевски Македонија. соговорник во дистрикт овде на цел пред студио. Со свој пари, со лични пари, платена кампања, не знам ли до сега некој платил од свој личен джеб, Така е. да имаме кампања, Се да се согласувам. попишуваме, Се согласувам. да се попишуваме. Но сега во институциите што го правеа пописот, вие насочувате својот Гнев, па и да ми го земавте зборот. Политичка интервенција. А не кон повикувачите И кон нив. или тивките поддржувачи на бојкотот. Јас директно и тука го се винив. изгубија бројката македонци што гласви ги нема. Јас директно во го пописот. обвинив ВМРО ДПМН тоа што повика прво на бојкот, особено на дијаспората, а после се предомисли ВМРО ДПМН па повика на друго. Имаме попис за 10 И јас години електронски ве молам, сега веројатно. ако има во Македонија поголем напаѓач од левица од мене, мислам дека нема на политичка сцена. Ја многу стриктно кажав. Левица ќе ја кошта многу Македонија, лицето Пасиев ќе ја кошта многу Македонија. Еве ја кошта. Тоа се мои зборови кои стојат низ времето. Така да верувајте дека Ајде, тука приклучуваме. нас не треба навистина. чист попис и ве молам и вие да помогнете. Секој граѓанин може да помогне, не за друго. За вистински економски развој ни треба и за стабилност на земјата чист до точка и запирка А попис. ние немавме 20 години попис, сега ќе имаме по 10 години веројатно, па ќе се исправат и некои неправди. Околу историјата, ако јас со воопшто вас имаме. сме скоро 90% согласни. Зборуваме сега за иднината и за сегашноста. Тука морам вас да ве убедам дека нешто во Македонија не е во ред, пописот не е во ред, дека имаме хибриден режим. Ако ве убедам вас, преку вашите медиуми ќе убедам и граѓаните. Не треба Ако мене вас да не ве ме убедам, убедате, како убеден сум граѓанин, ја. не како граѓанин. Јас сум точно убеден во она што вие го говорите, дека има милион слабости. Но не е доволно да се каже или да се Правам се што да, можам. да се замислува како Собирам нешто изјави составено. од граѓани на нотар заверени дека не биле намерно попишани. Се обидувам да разговарам со верски заедници, барам начин како Тие граѓани не се евидентирани во Министерство за внатрешни работи, имаат лични карти. имаат како не. Значи се попишани. Не се попишани. Немојте. Не се попишани. Добро. Ги нема во систем. Има мислам тоа е екзактно, многу лесно се докажи господин Иванов. Само треба да има желба да се докажи. Не Ништо гледам страшно. причина зашто некој би криел македонци. Тоа не ми е јасно. Не можам тоа да го разберам, но добро. Таа позадина е дел од тие структури кои господинот Бујар Османи каже дека ќе ги апселе. Вака теории на заговор уште од И 11 октомври 2000 и господјата Екатерина Захариева мене ме обвини дека сум теоретичар на завери во врска со парите кои беа земани од Може би тука Македонија. баш погодила, не? Да, ама испадна дека не сум бил. Така. Премиерот Петков призна дека се што сум кажал за Бугарија е точно. Да ве прашам. Верувајте ми ова Дали што сте кажувам се за уште Македонија. На работа во Министерството за одбрана. Не знам, во моментов на не знам. Република Северна Македонија. Ме прашувате во моментов во погрешно време, Затоа бидејќи што пред малку спомнате дека не знаете се уште што да, чекате. не знам Отказ. бидејќи има еден куп процедури со партиски судови кои најавуваат отказ, некои викаат дека нема отказ, значи во моментот кога вие ме прашувате, јас не знам ниту за што е проблемот, ниту каде е отказот. Она што знам е дека последно било проблем, сум споделил линк на медиум, каде што токму тоа било објавено за руското влијание во МПЦ и во Бугарија, и бугарското прашање. За споделување на тој линк од моја страна, не од моја страна лично, не од личниот профил, него од официјалниот профил, партискиот профил, јас сум ставен на партиски суд на СДСМ во Министерството за одбрана. А што ќе биде епилогот, се уште не знам.
Ова формата да му ја видиме на тој суд партиски, нели? Па може да ви ја соопштам и сега ако сакате кои се лицата во тој суд. Не, мене тоа не ме интересира зашто тие не се суди веројатно и тоа не е суд. Не се суди, во наводниците го кажувам, тоа се партиски активисти на СДСМ. Но политичарот Петар ќе го осудат од тие пречи. Меѓу другото, тоа се партиски активисти на СДСМ што јас сум ги штител кога било ВМРО на власт да не бидат избркани, мислам. Петар, не го гледам мотивот, не можам да разберам кој би бил мотивот за Петар сега да го може би покара, едно лице ниту е на функција, ниту е Сега ќе ви министер, кажам кој мотив. ниту има шанси на Сега ќе изборите ви нешто кажам кој радикално да направи. Мислам дека едно лице кој го турка тоа и инсистира на тоа е дел од списокот на Бујар Османи. Од тие од институциите кои се јавуваат во Бугарија, во Србија или во Русија и постапуваат по нечии. Опа, тоа ќе биде голема афера и ќе има и споменици, можеби по 20 Се години. надевам дека ќе отвориме аферата и кога беше Да. господин Заев ќе расцвета како пупка, ќе отвориме како пупка аферата. Ова е најдолгото интервју во 200 што до сега сум го имал. Ми останува Извинете само да ве прашам која е приоритетна амбиција изборите ли на Петар Богоевски и на Македонски концепт? Две работи. Или можеби некој дел со власта оваа или новата? Не, две работи. Доколку дојде Приоритетна амбиција е амбасадор, дипломат, нешто, размислувате ли така? Се ме прашавте како човек и го како човек, веројатно лично ме прашавте. Лично ме прашам. Да, лично. И како политичар, како приоритетна председател на амбиција партија. е да си го вратам изгубеното здравје од периодот на војните со груевизмот и заевизмот. Втората амбиција е да направам политичка партија која ќе биде или уникатна или подобро не постои. Дистрикт, Цил пред студио, Петар Богоевски, ви благодарам. Благодарам на покана.